that she's not a lover, she's just a friend. I'm sick and tired of the prank on the man. And now think it's funny, now you wanna spend your money. Oh, girls, but you forgot when you were down that I was around. I can't eat, I can't sleep anymore. With a fool and walk through the door. That I wish I didn't miss you anymore. Добро ви вечер и добро дојдовте. Да, често посакуваме некој да не ни недостасува. По прв бенд ви благодарам за воведот и јас да ве поканам вечерва да останете заедно со нас во Жилет на една многу убава тема каде ќе зборуваме искрено и отворено за емоциите. Но ние малку подлабоките емоции на кои веројатно никогаш никој не учи. Или како да се справиме со болката од одредена загуба кога некој ни недостасува. Оние длабоки емоции за кои најчесто сите ни велат ке помине, времето лечи се, покри, насмевката, намонтираја на своето лице и се е средено. Но длабоко велиме што е со оној човек во нас кој во моментот живее и веројатно се бори за воздух, се бори и испушта крици кои не смее или не може или не треба да ги покаже јавно. За тие длабоки емоции, исправувањето со токму тие емоции вечерва во емисијата. Велам добро вечер за Тихомир Стојановски. Добро ни дојдовте. Професоре, знам дека многу има што да се каже и знам дека вистина ќе ми стоплиме срцата или барем ќе им помогнеме на луѓето ако се бараат или трагаат за вистинските емоции. Повелете да ни се придружат во емисијата. Ќе ни се придружи Даре Петревски. Добро вечер и за вас. Како велат искуството, човекот го учи на се, па да видиме како ве научи искуството животно да се справувате со моментите. Ќе ми дозволите. Оп, домаќинката да се снајде. Уште еднаш добро ни дојдовте. Верувам ќе биде пријатен разговорот. Живот без песна велат не е живот, така затоа овде имаме и музичка подкрепа за велат и многу лесно со песна некогаш нели си ги канализираме емоциите или полесно се справуваме. Така ли е? Лечи ли вистина песната? Песната е надтелесна состојба. Тоа се докажува бидејќи луѓето пеат во две крајни состојби. Кога се многу тажни или кога се весели. Ние имаме случај, например, човек кој има проблем во пелтечење во говорот, при пеењето тоа не се чувствува. Значи, материализиране стравот, некоја чувствена блокада во говорот, во дишењето, тој пелтечи, а во пеењето го нема. Тоа покажува дека пеењето е повисока, можеби е надтелесна состојба. Можеби е состојба каде што повеќе е во душата, отколку во телесниот човек. И тоа е важен сегмент. И човекот е чувствено битие. Даре? Апсолутно се слагам. Апсолутно, особено кога песна е пеена во духот, во духовна состојба има голема сила. И сите оние проблеми кои телесно не можеме да ги надминеме преку песната, преку славењето, сите тие такви состојби, значи може да се надминат и има голема сила доколку нормално она што се пее треба и да се внимава што се пее, нели, преку зборот, самиот збор на песната е многу битен, нели. Со кој збор се опеваат песните. И доколку се опеваат во дух, имаат голема сила. Она што го кажа и Тихо дека е можеби нешто над од она телесното кој го имаме. Така почнавме и вистина така сакам да некако нели третираме вечерашната емисија кога токму тие емоции се во прашање или да речем човекот внатре во нас. Сите некако се фаќаме во одредена ситуација во животот кога зборуваме за емоциите, за искажување на емоциите, колку треба да ги учиме децата од рана возраст, да бидат искрени да ги покажуваат емоциите. Па тука исто имаме борба колку треба, дали машките и женските исто треба да ги покажат нели емоциите, несвесно учејќи ги момчињата дали треба или не треба да покажат слабост преку солзи, преку било што. Прво тоа ваше размислување, бидејќи мислам дека од тука е веројатно малку погрешен и стартот. Ако веќе зборуваме за покажување на емоциите, доживување на истите и борење со истите. Е чувствено битие, како да се каже, тој има чувства кои треба да ги споделува. Несподелени чувства, несподелени состојби, например, пак ќе се вратиме на тој момент, раѓаат материјална состојба на грч или на некоја проблематика, како например во пелтечењето, во стравот од детето, што го доживело, не го споделило, и ако не се отстрани на време, останува во телото трајно, во дишењето. И човекот треба да ги споделува чувствата. Кога се натоварат тие чувства,
Ние го имаме тоа sense memory, чувствено помнење, што го употребуваат актерите, например. Ако не ги споделуваш кога се преполни, тогаш се случува проблем. Значи не може да се реши. Чувството треба да се споделуваат, да се испразни тоа што сме го доживеале ние. Затоа е човекот дадени се зборовите, нели да има некоја сомилост. Значи ние го имаме тој закон што кај нас, например, го применуваме, имаме државен празник Великден, нели Божик меѓу другите. Љуби го својот ближен како себе си. Тоа подразбира да плачеш со некој кога плаче, да се радуваш со некој кога се радува. Ако не ги споделувате чувствата, по известен период ќе се материализират и ќе завршиме со апчиња и тоа не може депресија и други состојби. Значи чувствата се за празнење. Да, но ако сме кај апчињата и депресиите, тоа отвара една друга тема кај нас, колку тоа, да речеме, застапено, колку луѓето вистина побрзо се лекуваат со конкретна терапија, отколку да речем да е таа духовна терапија или можеби терапија преку љубов, преку збор. Не знам како е вашето искуство, но ајде ќе ве прашам и за тоа, па потоа Во најголем дел од луѓето посегаат по апчињата. Прво што им паѓа на памет се апчињата, за да го покријат некако таа или емоција, дали е тоа празнење, чувства, меѓутоа многу малку посегаат по духовност. но има ли начин Меѓутоа и тоа е еден интересен процес, затоа што во секојдневието и не ни е баш пракса. Нели ќе се спомена, има книги за емоционална интелигенција, за нели емпатијата да ја развиваме на соодветен начин, да ја будиме меѓу луѓето од најрана возраст и така натаму. Но дали постои соодветен начин како може да го направиме тоа? Дали постои соодветна литература има. или Прво треба да знаеме дека Бог, волјата на Бог не е да сме болни, да сме во такви состојби, туку да сме здрави, исполнети со мир. Единствениот начин преку кој може да ги совладаш тие такви емоции кои те потиснуваат и те прават да се материализира после на тело, е преку молитвата, односно Бог ни дал слово кое треба да го читаме, да оживее во нас и преку молитвата да можат сите тие такви состојби да можат да се испразнат. За жал, се уште има многу книги, литератури кои до некој степен ќе те доведат каде што можеш да го совладаш, меѓутоа тоа е краткотрајно. Краткотрајно и после пак ќе паднеш во некоја уште полоша состојба од првата. И кога ќе дојдеш до позиција кај што мислиш дека нема спас, тек тогаш доаѓаш до си викаш Господе, да, каде си, зошто се случи ова? И многу мал дел од луѓето ќе посакаат вистински да осознаат кој е начинот за да можат тие емоции да ги совладат, да не прават да се материализираат на тело преку болка, болест, страдање и некои други такви состојби. Но некако како луѓето чувствуваат непријатност од покажувањето на своите вистински емоции. Па да, луѓето ги кријат своите чувства во реалниот живот. Првото кога ќе дојдат, например, моите студенти кога им објаснувам што треба да научат, што сакаш да се сокриеш или да се откриеш, ние зборуваме за откривање на чувствата. Ние било кој говорник во реалниот живот, ако нема чувствена структура, нема да го слушате. Луѓето се заморени од информации, констатации, прераскажување, сакаат вистинско доживување. Ние го имаме тој момент, човекот, битието човечко е тело во кое е вдахнат дух и е жива душа. Значи телото е материјално, го имаме тој во Солуњаните во прво во битие и го создаде човекот од прав земја, ако земеме книга над книгите, она што ни го оставил семокниот Бог, како ние да преживееме. Значи душата е нематеријална и духот. Проблемите на болеста се јавуваат во душата кога таа не може да ги сподели чувствата или тоа што го очекува не може да го постигне и кога се врши врз неа некаква агресија. Тоа се материализира во телото. Телото е само аларм на состојбите. За да можете духовно да се излечите, никој не може да ви излечи, освен лекарот над лекарите. Например, пак ќе речам, ние имаме празник, Божик и Великден, нели? Одиме, пееме таму Христос воскресна од мртвите, ја победи смртта, а плачеме кога ќе почине некој. Се плашиме од смртта. Тоа покажува дека ние немаме заеднички живот со него. Не е тоа само мисловно, него вистинско. Дури и во античката народна култура во Македонија, Аристотел вели учеството во Дионисовите слави не да се научат обредите, заеднички да се споиш со Бог. Ние за тоа зборуваме. Духовно да живееме, значи телесен човек кој си има своји нагони страсти, си живее како што сака, и внатрешен човек кој треба да почне да оживува во Исус Христос. Тоа е
Тоа што ние го збориме, иако пееме и славиме празници, тоа не прави да тоа имаме не сила. Прави, да, не сега кога прави. споменавте, немаме ниту сила, ниту знаеме како при првата загуба сериозна која ќе доживеме во животот, ние сите сме блокирани. Тука добиваме смисла, односно ни станува јасно она што се зборува кога ќе рече човек ме боли душа и сега тоа е, нели, честопати тоа го слушаме како збор, но немаме чувство вистинско што значи или како би изгледало тоа да ве боли душа доколку не дојде моментот кога вистина ќе доживеете некоја загуба буквално многу блиска и лична која ќе ви го долови чувството на кога зборуваат луѓето или ќе речат душата ме боли. Дали тоа сте го доживеале во животот? Па секој од нас има по некакви состојби во животот кај што дошол до тој степен, дали е тоа загуба на некој свој близок, дали лично дошол до таков степен да помисли дека нема лек, дека е крај, дека готове. Значи, секој од нас има по некаква состојба. Меѓутоа, кога влегуваш во духовност, кога се посветуваш на Бог, кога бараш тој сила да ти дава, и кога преку Словото ти покажува дека ако Исус е победил смртта, дека не треба да се плашиме, за секој ден ти кажува не се плаши, тогаш зошто луѓето се плашат? Затоа што се телесни. Мисли со своето, да, но не е во со секој своите невието, чувства. да. И многу е И е малку тешко да го разбери тоа без дух. Без дух е тешко да го разбери. Како ако му кажеш на човек не се плаши, ќе помине. Кога ќе помине? Значи, мораш сам да се доведеш до ситуација да клекнеш од срцето и да побараш Бог, значи, како христијани преку Исус да ти дава сила да ја надминеш ситуацијата. Бидејќи често луѓето исто нели во такви ситуации, она што како совет можеш да го слушнеш и да го добиеш, се времето ќе ти помогне, времето лечи се. Нема да помине болката која ти ја чувствуваш, но ќе ја намали силината која во моментов ја чувствуваш. И веројатно, добивајќи ги тие информации како совет во такви моменти, сите ние некако се пакуваме или се затвораме во една кутија, мислејќи и верувајќи дека тоа е тоа така. Ќе треба јас, кога ќе се потсетам на загубата и болката, нели ќе ми го освежи моментот и ќе ја доживеам во моментот, но таа е спакувана некаде во некој фолдер во мене и времето ми е сојузник кој што ќе ми ја намали силината на она што велиме, нели ме боли душата. Па да, ние по извесен период стануваме свесни дека овде сме привремено. Дека имаме рок на траење. Кога ќе појдете во нека продавница, нели пишува на производот до тогаш трае. И вие имате таков рок, само не го знаете. Никој не знае кога ќе биде повикан. Исус вели бидете будни. Значи ние знаеме дека ќе заминеме и го одлагаме тоа, а живееме како да ќе живееме овде илјадници години. Собираме овдека, се врзуваме. Значи процесот на вистинско живење во Исус е да му го предадеш срцето, да го поканиш. Исусе, дојди во моето срце, исчисти ме, дај ми сила да надвладеам било што. И такво живење, вистинско со него, значи, кој ме љуби мене, ги пази моите заповеди. Тој вели, значи, ги љубиш сите, ќе разбереш зашто луѓето заминуваат, бидејќи телото оди во земја, од каде што е земено, а душата во дух, ако се претворила, секако оди застанува пред Исус во духовниот свет. И тој вели, ние вистинска наша татковина е Царството Божјо. Иако луѓето не размислуваат така. Овде сме привремено. Ние сега правиме мојот. Јас кога ќе појдам, например, во Мауро, во викендицата, торбите ми стојат до вратата и знам дека по извесен период ќе се спакувам и ќе си заминам. И тоа ме потсетува дека и на земја сум така. Кога ќе ме повикаат, ќе си заминам, дека овде оставам. И таму ништо не се носи, голи доаѓаме, голи заминуваме. Не се носат парите, колата, бројот на имотот. Само се носи љубовта во твоето срце, дали си имал љубов кон ближниот. Тоа е суштината. Така е, лекот е многу едноставен, значи рецептот, Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. И држи се за тоа, не отстапувај. Повикувај, додека не се распломти твојот дух. Ки ти ја исчисти секоја болка. Проверено е, го провериле луѓето. Значи, ние се дружиме со луѓе кои ќе дојдат во состојби, па како не води Исус, например, и се молиме за нив, да му покажеш како да дојде, да го надмине тоа. Целата суштина е во тоа. Од телесниот кон духовниот човек, затоа сме на земјата. Нема друга причина. Знам дека делува така, јас зборувам за Библијата, Новиот Завет, па ќе речам, имаме државни празници, нели? И луѓето само одат формално, влегуваат и излегуваат во зградата и си живеат по старо. Не треба да се промениш ти да се родиш одново.
Ајде и за сите тие дали се можни промените, дали е можно некако да вистина размислуваме по-свесно и трезвено за ова што велите дека сме гости овде на овој свет и дека вистина куферите ќе ги собереме условно речено, нели, и ќе заминеме, дека имаме, како што рековте, да, рок на траење. Тоа ни станува јасно, повторно ќе речам, кога животното искуство ќе не научи, ќе не освести за одредени загуби кои стигаат, а во моментот до тој момент сме некако сите опуштени, нели, сето тоа ни е нешто далечно, нешто што е некоја филозофија висока за која многу длабоко и не треба нема да дојде, да размислуваме, па си мислиме дека можеби нема да дојде. Буквално тоа го мислиме сите, дека нема допира, не е овде некаде близу до мене и можеби нема да дојде. Еве имаме два празника христијански неголеми, Великден и Божик. И кога се двата празници, тога сите има Фејсбукот е преплавен со, нели, Христос воскресна, Исус се роди. Меѓутоа во тој простор помеѓу двата, но за жал како да имаме на површност, морам да признам. се заборава. Се заборава и кога ќе дојде до ситуација некаква состојба како што ги разговаравме, може би ќе му текне дека сепак треба да се сврти. Меѓутоа мора да знаеме дека секој ден силата што доаѓа од Бог, не од нас. Не од нас и мора да бараме сила од него. Инаку сме телесни луѓе, кратко на тие што кажа, кратко сме тука. Ние мора да знаеме дека ако Христос воскресне го славиме Великден, сега за скоро нели ќе дојде. Но зошто воскреснал? Со смртта е победил. Значи нема смрт, ти си привремено тука. Имаш шанса дури си тука, нели, да примиш од неговата љубов. Она како што кажа, дека не носиме ништо, односно одиме со нашата душа, со дали ти си љубил тука на земјата, си ги љубил сите или не. Ова е нешто на кое треба и да се работи, да се размислува подлабоко и да се зборува може има многу почесто. Има многу за зборување, многу длабока темата, има многу за зборување тука и треба да се отвара такви се почесто такви теми, бидејќи обреди, ритуали нема да те донесат до Исус. Нема да ги победат тие такви емоции, состојби кога ќе дојде до загуба на член семејството или пак сопствена некаква состојба од, нели, во било кој основ од животот. Така да не можеме, немаме ние таква сила да ги победиме тие емоции. Ние мора да се повикаме како христијани, да се повикаме на Исус. Тој ја дава сила. Ние немаме таква сила. Инаку ќе видиме телесни луѓе, ќе се материализира нашата нељубов или живење во грев, ќе дојде на тело, ќе почнат по доктори, по лекари, ќе се продлабочува, ќе дојдат дури некој на смртна постела. Така да, кој колку побрзо ќе го отвори срцето да се повика на Бог, да се повика на Исус, ќе се ги скрати деновите на страдање и нема да жали за загубите, туку ќе гледа, фокусот ќе му биде Бог, односно Исус. Ајде, велат, како што споменав и на почетокот, песната и лечи се и е вистина наш пријател во животот и кога сме многу тажни или кога сме многу срекни, многу моменти не врзуваат токму со песна. Затоа ги имаме и Попар бенд. Ќе ни се придружат во емисијата, а ќе ве повикам да размислите дали имате баш конкретно онака песни кои ве потсетуваат на одредени периоди во животот кога вистина длабоко ви помогнале во некоја емоционална состојба и кога ќе си се сетите нели истото вака, драго ви е кога ќе ги слушнете или звуците или едноставно тие звуци се оние кои ви помагаат во повторно некоја ситуација. Повелете, дечки. Dogodi se čudo I onda uspijem prešutjeti teške reči I sve grubo I sve što ljudi govore kad se više ne vole možda se jednom rodi nada I onda uspijem ti priznati I da si najbolja do sada I da s tobom nijedna ne može se mjeriti Nema pravila Tu nema pameti Kad nastupi tišina Mi smo dvoje ljudi Što se ne mogu razumjeti I činim pravu stvar Ne spominjem te ja Jezik pregrizem da I ne bi opsovao Da ne bi opsovao
život što ga delim na pola. Nikada poželim da ja jezik pregrizem, da ne bi opsovao, da ne bi opsovao ovaj život što ga delim na pola. Го делиме животот на пола, нели пред можеби спознанието дека, што велите, имаме рок на трајање и сме минливи. Во кој момент вам би се десило можеби најголемото такво прекршување за свесноста, за минливоста, за животот, за... Инаку само да кажам за песните се интересно. Да. Значи во Стара Македонија, во антиката, сите песни, пеани, метрички стапки биле посветени на Бог. Например, дактилот, што и денеска го има, така да денеска, например, луѓето почнуваат да пеат за себе, посебно во Македонија, и раскажуваат својата приказна. Суштински, кога пеете вие за Бог од срцето, слегува сила и дух, ние зборуваме, Исус вели, ако некој не се роди од озгора во дух, не може да го види Царството Божие, не може да разбере. Како беше, значи сите ние бевме до некаде дојдени, како се најдовме ние и со даре. Значи нас не поврза духот на Исус, бидејќи ние работејќи едно нешто друго, сега сме заедно. Тој поврзува многу луѓе. Кога сте вие телесен човек и се разбудени во духот, барате одговор на прашањето зошто сум овде, зошто луѓето умираат. Јас го помнев тој момент, како мало дете ме прати баба ми во соседната куќа, донесам ракија и отворив и внатре имаше еден ковчег на мртовец. Јас бев тогаш можеби 7-5 години. Со денови размислував зошто луѓето умираат. Видете, и тоа чувство останало да го добијам одговорот. И по извесен период, кога ќе дојдат луѓето на 80-90 години, тие велат сакам да умрам. Не знам, сте среќавале можеби. Телото им е уморно, сеќава дека доаѓа денот кога душата со духот ќе се представи, ќе замине во духовниот свет. Без разлика сега луѓето размислуваат што ќе биде таму. Тие знаат дека сме духовна природа. Знаете, до периодот додека баравме и размислувавме зошто се умира, зошто сум болен, сеќаваш духовен невидлив свет, а не умееш да се браниш. Не го гледаш и затоа е потребно заедничко живеење. Значи тој вели Исус и Отецот Небесен да живеат во твоето срце, ако вие останете во моите слова, ќе дојдеме со Таткото Небесен во дух и ќе направиме сокровиште во твоето срце. Тоа е поентата како Исус да живее во твоето срце. Претходно животот е телесен, немаш одговор. Знаеш дека ќе дојде ден кога ќе разбереш дека срцето ти чука, не зашто ти сакаш, некој друг му дава да се движи и да ја пумпа крвта, кога ќе сопре тоа, ти повеќе сопираш, а не знаеш зошто не можеш да го продолжиш тоа. Знаете, до периодот додека не разбереш како да повикаш Господе Исусе Христе, вистински, не само со умот, дојди во моето срце и потоа да живееш со него. Значи, заедничко живеење. Целата суштина е како да го направиш тоа. За жал, не се учи тоа многу во заедниците, во сите поделени на земја. Телесни, како ги нарекувам јас, ние зборуваме за духовно заедништво. Но кога се зборува за духовното, морам да признам заради времето во кое живееме, заради сета таа материјалност која мораме да признаеме присутна, заради сета таа обседнатост со имање, она што видиме материјалното, нели, да ни е присутно во животот, и од тука сме, нели, сите фасцинирани многу повеќе од квалитетот на животот, отколку ако речеме да тој е само духовен човек, во него има љубов, нели, верува во Бога што велиме, го сака, Бог живее во неговото срце. Сето тоа кога го слушате, едноставно тие луѓе се вака во периодот во кој живееме во времено, потргнати настрана, нели? Добро, тие се верници, да. Го љубат Господ, го повикуваат во своето срце, го бараат за помош, бидејќи доживеал некоја можеби, нели, ситуација во животот, и тоа не е нешто што ниту примат, ниту важно, ниту се зема, нели, како пример, за да ни послужи на сите. И дури гледам дека и дел од тие луѓе кои сакаат да живеат можеби подуховно и тоа сакаат да го представат, имаат чувство на срам и непријатност, нели, ако јас покажам мојата емотивна состојба во моментов, или можеби дека сум си помогнала, наоѓајќи го пат, одврзувајќи се со таа некоја виша сила и енергија, еве, нели, секој имаш, како велат, своја форма на Бог во кој верува, или таа сила со која се врзува и таа љубов, и од тука можеби застануваме сите и тоа е стргнато настрана и е некакво чувство на непријатност. Ако јас ова го зборувам, го кажам и го презентирам на тој начин. Па да, редовно се случува така, кога човек кога е навлезен во духовност, кога сака да живее
нели Исус во неговото срце и кога зборува на таа тема, секогаш го има тоа или настрана или како ај ова е нешто нели не е за мене или и за жал материјалното во светот се повеќе преовладува, меѓутоа преку материјалните работи не можеш да дојдеш до Исус или ја ако сакам нешто да направам или изградам некаков храм, нели, па преку такви дела да се оправдаш преку добри дела, не може само преку делата. Значи мораш да имаш верата во срцето, значи мораш да примиш од љубовта на Исус во срцето. И после тоа љубовта ќе произведе дела. Тие ќе се видливи, ќе гледат луѓе, ќе гледат промената. Нема да бидеш истиот човек. Бог знае што ти е потребно. Ќе ти го даде тоа, меѓутоа сака прв ти да направиш чекор кон него. Сакаат ли младите, сакаат ли младите да слушаат професоре? Вие го имате јавното говорење, ги имате студентите, уметноста, театарот нели е силно врзан за искажување на чувствата, за љубов, за веројатно нели нематеријалното повеќе нели да ги исполнува, бидејќи велиме уметност и не треба човек низ призма на материјално да ја доживува истата и да ја презентира. Ние го велиме тој еден е сејачот, а другиот жнее. Ние сееме слово. И му ја кажуваш причината и последицата на состојбата, како ти зборува духот. Имаме и друг еден систем, кога Исус вели, јас ќе ви дадам да зборувате, не вие. Значи тоа е за научна фантастика за денешните христијани. Не ти што сакаш, нека биде твојата волја тој да зборува низ тебе. Ние сееме слово и му кажуваме на човекот. Ако не прифаќа, вината останува негова. Ти му кажуваш, по извесен период, еве сега се појави еден студент. Почнал да снима некои клипчиња на YouTube. Професоре, значи после толку време созрел стихот кај него. Ние не знаеме кога тоа живо слово, а пазете, ние го имаме тој феномен. Светото писмо, зборувам сега за Новиот Завет, е живо слово. Тоа го зборуваат сите. Пазете, не сме само ние христијани, имаме католици, православни, протестанти. Целиот свет го слави Исус, докаде е дојдене друго прашање и се согласуваат дека тоа слово ако живее во тебе, ти имаш живо слово и можеш да речеш живот, например во Живки са сите чувства што не се од Исус да заминат, ако го отворите вие срцето, ќе го примите тоа. Бидете сигурни, ако го отворите срцето, сме го пробале ние. Ние сега веќе зборуваме за едно духовно зборување. Ако видите на факултетот, јас работам само духовни текстови. Шекспир е духовен текст, тој е слезен. Илијадата е духовен текст, тоа е исто така текст кој зборува за претходниот религиски систем. Поезијата и народната македонска култура што ја работиме, секако се занимава со духовната состојба. Значи целата потреба на македонската култура е соединување со Бог. По извесен период, ако сте вие разбудени, сами ќе повикате Господе. Првата фаза, втората Исус што вели татко. Ние зборуваме за татко небесен. Татко е друго, ако јас знам дека имам татко на небесата, зашто јас да се плашам од било каква болест или да трчам по лекар. Не застанувам и му велам татко, јас сум болен, во името на Исус покажи ми што да покајам, да ми исчезне симптомот. Тогаш ќе ве учи да победувате со љубовта. Тоа подразбира сите да ги љубите. И тие што вас не ве љубат, тоа исто така мисловна именка за обичниот човек. Ето сега да речем, ова се вака кога ќе го зборуваме и кога ќе се каже, ама вистина е мисловна именка за обичниот човек. И додека ние дојдовме до ова, јас се читав еден молитвеник да се молиш за непријател. Како не, ќе се молам, он мене ќе ме тепа, додека не созре така, вистински. Но тоа е сериозен процес веројатно. Па вака теоретски можеби звучи нели многу лесно, меѓутоа кога ќе треба практично да се затоа што веројатно тука и егото игра голема улога. Најмногу и гордоста. Луѓето не сакаат да се покајат прво. Прва работа. Така е. Во мојата професија, кога ќе им кажам, луѓето доаѓаат болни, со секакви состојби, некои доаѓаат од материализација од духовно на телесно ниво, кој им кажеш дека треба да се покајат. До некаде некој ќе прифати, но кога ќе им каже па дека треба да им прости на некој, односно на сите, тука доживува крах или почнува да плаче или негодува или се бунтува, се буни, скока тој мене. Значи, ние мора да го направиме тоа. Имаш и друг излез, не мора да простиш, но сметката ќе ти дојде еден ден на тело. Ќе ти дојде тоа сигурно. А силата за да можеш да простиш, мораш да ја бараш од Исус да ти ја дава. Ние немаме таква сила. Јас сум бил во иста ситуација. За се. Со бунт, со револт, да вратиш, нели? Да, тоа изравнување на сметките око за око. Е речат во описот на природата ни е. И мислам дека еден од првите и најтешки чекори да го надминеш тој момент.
А ние го имаме со Дарја, сме го дискутирале. Мали деца на блиска возраст, по големото детенце го тепа, по малото му иззема играчките. Што е тоа што внатре го тера да го тепа своето братче или сестриче? Никој не го учил, родителите не го учат да го тепа. Значи тоа е внатре, во Библијата има од човечкото срце што излегува тама, ако видите во Марко една злоба, омраза, нељубов, гнев, бес, непростување, цел еден список косата да ти се крене. Ете, тоа е тоа. Значи, тие треба да ги научиш да љубат. Човекот не може да љуби. Ние немаме доволно љубов ни за семејството кога те нервира, а камоли за некој што не е како нас. Затоа бараш помош, Исусе, дај ми сила да го љубам овој човек. Ако не простите вие, нема ни вам да ви се прости. Истото го пишува од Куранот, бидејќи го има во Стариот Завет. Ако вие не им ги простите на ова, ни Господ нема да ви прости. Значи ти кога простуваш, себе си простуваш. Кога ќе го научиш тој принцип, вториот е да не осудуваш. Еден е судијата. Кога ти осудуваш и тебе ќе ти се суди. Покајувањето, луѓето се горди, ние имаме случај. Молете се, вие не можам, јас има проблеми со дете, со било кој. Не сака тој да се моли. Не, Бог не сака, Таткото небесен, ние да се молиме. Да те донесеме, да ти покажеме, ене ти го Исус. Појди и застани таму, кажи му што сакаш и ќе се случи промена. Сме виделе такви состави. Материализација на болеста во телото е ситна работа. Веднаш ќе исчезне ако вие ги направите тие чекори и да му ја прифатите неговата волја, тоа е најтешко. Ти сакаш ова, сакам ова, сакам ова. И милиарда други сакаат се. Па не може тоа да се најде. Исус велеше, не како што сакам јас, нели кога го распна, нека биде твојата волја. Тоа е другиот чекор. Се разбира, ова не е формула. Морате да влезете, да се дружите со одредени луѓе, да се молите, да почнете да учите како да го примите мирот свој, ви го давам Исусовиот мир. И потоа ништо нема да ве тревожи, бидејќи тој вели не плашете се од оние што ви го убиваат телото. Душата не можат да ја убијат, така да душите на нашите родители, например, можеме и тоа да го раскажеме. Јас знам дека заминуваат во негови раце, во мои раце се сега. И го слушам како во една молитва, во еден глас, кога, например, има почина мојата мајка, во мои раце, јас знам дека е така, да се дојде до еден степен, без разлика дали ќе дојдете вие или не, тој е многу милостив и ќе се случи тој раст, можеби не во ова, има ново небо и нова земја понатаму. Црквите се расправаат што ќе биде после пекол и вакви такви, си имаат филмови холивудски. Ние зборуваме за добар татко, Бог, да не заборавиме што значи мојот татко и вашиот, бидејќи сме христијани, е љубов. Тоа не е чувство како овде денеска ми сакам живки, сутре не ми се свиѓа, не ја сакам. Тоа е трајна природа. Неговата природа е љубов, а нам ни е љубовта чувство. Денес те сакам, сега не го сакам, овој му се налутив. Утре можеби ќе те сакам по пола сат, после ќе се свртам. За тоа зборувам. Многу е длабинска темата и многу веројатно треба и да се работи токму за тие чувства. Претпоставувам дека сето ова е веројатно малку и слика на површност, ако можам така да се изразам, со која живееме во ова време. Површни чувства, површно се, повеќе материализирање на работите и гледање токму низ таа призма на се што ни се случува, не верувајќи во нешто за кое зборуваме, а не има опипливо на луѓето или видливо. Ако ние се овде денес цело постојано зборуваме нели за семокиниот, за Бог, за таа верба, за таа љубов што треба да ни е всадена во срцето вистинска и исконска, сето она што тие не го доживуваат видливо или може да го пипнат со рака, веројатно тешко е да го пренесеме или да го сватат како такво, затоа што живееме во многу поинаков свет со многу поинаква слика. За љубовта и сакањето спремни се и Попарт бенд за да ни отпеат нешто, па уште една мала завршница на разговорот денес, кој верувам дека ќе ги разбуди малку нашите гледачи и вистински ќе погледнат во своите срца. Кога сум со тебе, толку јако јас те чувствувам и само да ми зборуваш и губам целосно контрола. Твојата енергија ми дава толку сила да можам се да направам и твојот поглед кажува дека сум единствена, независна од љубовта,
И се што сакам е да бидам покрај тебе. И сега знам што чувствувам. И ти си ми се. Каде и да сум, било кое време, животот е прекрасен со тебе. И сакам што те знам, што те имам, љуби ме, сакај ме, сакај ме. И каде и да сум, било кое време, животот е прекрасен со тебе. И сакам што те знам, што те имам, љуби ме, сакај ме, сакај ме. И кога не сме заедно, не можам на тебе да не помислам. Чекам да се јавиш и сака да послушнам твојот глас. Но глава не излегуваш, ми треба твојот сон да можам јас да заспијам. А кога сум со тебе, твојот поглед се ми кажува. И зависна од љубовта, и се што сакам е да бидам покрај тебе. И сега знам што чувствувам. И ти си ми се. И каде и да сум, било кое време, животот е прекрасен со тебе. И сакам што те знам, што те имам, љуби ме, сакај ме, сакај ме. Каде и да сум, било кое време, животот е прекрасен со тебе. И сакам што те знам, што те имам, љуби ме, сакај ме, сакај ме. Сакај ме, да, тоа споменавме, ви благодарам, дечки. Каролина Гочева, сакај ме, почитуваме македонската музика, македонската песна. Немаме многу во последно време можности толку многу да слушаме македонска музика. За жал, ова е мало подсетување за тоа дека реагираме, дека ни недостасуваат, нели, емисии каде ќе се слуша македонска музика, ќе се слуша многу повеќе. Ја споменавме музиката и во дел од песните најчесто, нели, зборуваме за љубов, искрена, исконска, вистинска. Зборуваме вака општо, нели, за љубов и така натаму. И постојано ќе речам, љубовта ја споменуваме, ни фали, најважна ни е во животот, но пак ќе речам, на истата гледаме со недоверба, особено ако треба да зборуваме за љубов кон нашиот Создател. Даре. Исус вика, љубовта лекува се. Да. Но неговата љубов. Ние немаме таква сила, таква љубов, неговата. Ние мора да ја бараме неговата љубов, преку неговата љубов да примаме исцелување. Ние мора да се повикаме за жал на него. За жал во многу од песните има и проколнувачки пораки, кај што кога ги пее човек ги прима за себе си, ги прифаќа такви, несвесно ги пее, се материализира истото што го пее и после се чуди од каде ми ова. Како зрачиш, така привлекуваш, така велат. Значи, она што го имаш во срцето, тоа излегува преку уста. Значи, ако имаш љубов во срцето, не можеш да колниш и да мразиш. Не може од еден извор две води да течат, и сладка и горчлива. Значи, тука малце треба да се отворат очи што точно се пее, кои текстовите колку кога се... Колку е лесно, колку може човек да научи човека за практикување на духовноста и за таа љубов? Па доколку има отворено срце, да прими многу лесно може. Меѓутоа, доколку има закорамено срце, доаѓа до некој степен, до тука, затоа што на луѓето најмногу им е лесно да си направат ритуалчиња, некој друг да заврши работата, некој друг да се помоли за нив, некој друг да заврши работата, тој не треба ништо да прави, тој само треба да седи. Да, што е вели искуството, да? Искуството му е кога вели. Луѓето вистина прифаќаат, колку се менуваат или колку од... Најчесто кога ќе дојдат во незавидни ситуации, кај дури до некој до работна смрт. Јас не познавам човек некој што толку лесно, без никаков проблем, дошол до Исус, прашал зошто ми е вака убаво, супер ми е, зошто ми е вака? Господе, кој си ти што ми во? Не. Мора да дојде до некоја состојба таква, за да почне да бара. И клучниот момент е колку побрзо ќе паднеш со срцето ничкум на колена и ќе побара сила, толку побрзо ќе добиеш исцелување и промена. Луѓето не сакаат да се променуваат, за жал. Но сакаат да веруваат, меѓутоа со стариот човек, како што си бил. Но она што кога ќе го слушнеме од луѓето е таа недоверба која им се јавува.
Ако е толку семоќен, ако е толку силен или ако има толку љубов? Зошто во оваа Зошто состојба сум, дозволува? зошто патам и зошто дозволува ова да ми се Па случи? не, целата состојба е степенот на твојата нељубов. Значи, и го имаме тој закон, го имаме израелците се во пустината, се отвори Црвеното море, Мојсей ги поминаа низ морето. Египетјаните се издавија и мрморат во пустината. Приказна е од Стариот Завет. 40 години поминуваат во пустината и сите изгинаа таму, неколку луѓе се спасија. Само мрморат, зошто ми се случува ова, не сакам ова, сакам тоа, сакам назад, а само за неколку дена можеа да влезат во ветената земја. Значи, ние зборуваме и повторуваме и немаме степен на препуштање. Вистински да повикаш. Да бидеш свесен дека не можеш самиот. Другото е вавилонско, градиш кула, ќе бидеш највисоко, Каин го убиваш Авела, Адам јаде од дрвото, знае он што е добро, јас знам, и после ќе дојде периодот, ќе паднеш и ќе викаш помош. Помош Господе, па што бараше таму? Тој ти пратил човек, ти викал не оди таму, не е добро. Немој и после извесен период. Болеста е аларм да се вратиш кон него. Секој има слободна волја, не те тера со сила. Еве, например, вие да имате проблем, да дојдете и ние да се собереме група како што не повреди, да се молиме. Ако вие не го отворите срцето, ништо нема да се случи. Ќе имате мало подобрување, ќе дојдете, например, и сега сами треба да му кажете на Исус, Господе Исусе Христе, дојди и помогни ми од срце. Тој вели да се покајат, со срцето да разберат, да ги исцелам. Вистинско живење на зависност, односно да го прашаш како да постапиш, да ја остваруваш неговата волја. Постапни се чекорите, ако повикаш кон него, ќе ти испрати човек. Веројатно ова можеме и самите да си го направиме како терапија. Веројатно од ова што ве слушам кога зборувате, многу е битно да бидете начисто со себе, со своите чувства, да бидете веројатно искрени и вистина да сакате да го отворите срцето и да ги почувствувате, доживеете промените. Нема техники. Вистина на крај љубовта е лек за се. Да, нема тоа, тоа сега да ја прашам. Нема некоја техника која Сопственото срце е битно. Ако вие сами клекнете, го отворите срцето, ќе примите љубов. Чак и прв пат да немате слушнато и за Бог и да не верувате, ако речете, ако ти меве клекнувам, дојди, објави ми се во срцето. Сигурно ќе дојде. Ама тој до вас, не е до никој друг што ќе се моли за вас или некаква техника посебна. Не. Тоа е до човекот. Ако го отвори срцето, дома сам. Никој да нема друг, сам. Живеете ли вие исполнет живот, полн љубов? Ние почнавме, како да кажам, сам тој подолга приказна од кога пишував докторскиот труд добре до театар, бев допрен од духот на Исусов и се промени нешто во мене. Сигурно, ние сега имаме една група која ниту ја создадовме, кои се не се телесни, него се духовни. Исус е глава на заедницата и се молиме, се вика сотрудници. Имаме луѓе од цел свет, од Германија, од Италија, од Австралија, на радио одиме, од Нов Зеланд сме имале, можеби ќе споменам некој, од сите соседни земји. Значи, цела една групација кои се јавуваат и заеднички се молиме, слегува 50 песни за Исус, што е за нас чудно, например. 50 песни во стихови, некои се пуштаат, некои ги има на YouTube. Живееме молитвено. Секој дневно доаѓаат луѓе и кај него кои имаат потреба од помош. Некои ќе се оправат, по кратка молитва се враќаат во светот, некои зачекоруваат и продолжуваат да го сејат семето. Ние зборуваме за живење во единство во дух, духовно единство. Исус вели, ако не сум со телото, со духот сум со вас. Ете тоа е, ако тој живее во моето срце, нема да плачам за смртта. Сигурно нема, зашто смрт нема. Телото оди, ние завршуваме тука. Треба да се радуваш кога некој заминува, без разлика што прави. Но како да се победи чувството на недостаток на тој што физички го немате? Мора да се повикате на Исус. Тој знае како треба да се покрие таа емоционална. Вака кога зборуваме како нели лесно да се каже моментот. Пошто нема формула некој да ви каже треба ова да го направите. Едно што треба да направите. Тежок е моментот на прифаќање нели на тоа нели премостување на таа навика која сме имале некој физички да е близу до вас и тоа нели да го премостите и да сватите или да разберете или да се соживеете со моментот дека нели веќе духот е друга димензија, заминато, односно телесното е само напуштено, но вас ние сме научени на телесното да биде до нас во тие блиски загуби, нели тој недостаток. Но тоа покажува дека имате недоверба. Значи, ако Исус ја победил смртта, го победил сатаната, пазете и пееме ние. Ги има клучевите од адот, ад и ад, нели, од, како да речеме, подземниот свет, тогаш ти се сомневаш ако тажи. Зошто можете недоставена Исусе помогнеме да ја надминеме оваа тага и повторувајте во вера, сигурно ќе исчезне. Долготрајна молитва
секогаш вродува со плод. Или ќе исчезне симптомот, или вие ќе пораснете, ќе се промените, ќе се распланти вашиот дух, ќе ве осветли од внатре и ќе разберете дека вие сте привремено овде. Нема потреба од плачење, тие секако ќе заминат. Имавме еден случај, плаче, мајка му почина, а што мислеше ќе живее вечно. Ако има 90 години, толку е. Не може веќе старите луѓе во телото се изморени, сакаат да заминат. Имаме и млади луѓе во Библијата, Јона, апостол Павле, Илија пророкот, сакаат да умрат. Тие знаат дека нема смрт, сака да си замина во духовното царство. Апостол Павле вика, сакам да умрам, но подобро е за вас да остане да си заминам горе. Кој од денеска од вистинските христијани сака? Тоа покажуваат кој има вера, а кој не. И дали вистински се практикува, се живее, значи, христијани не е оној што зборува за Исус или пее еднаш годишно, туку што живее во Исусовата љубов, во заедништво. Да ви се заблагодарам за денешното гостување и оваа тема вистина неисцрпна, кога зборуваме за љубовта, за чисто и отворено срце, а велат ниту религија познава љубовта, чистото срце, веројатно оние емоции, вистинската духовна љубов која треба да не води со чисти, најчисти емоции и тоа што велиме доколку го сватиме како такво дека нашиот рок овде нели предвиден, односно имаме рок на траење, веројатно ќе живееме во љубов, во хармонија и ќе живееме сите едни поубави исполнети животи и јас од срце посакувам никој од нас да не доживува тага болка која што велиме нели од која ќе не боли душата и ќе не знаеме како да излеземе, но еве нека бидат овие некои утешителни моменти кои вечерва ги споделивме, да знаат луѓето дека вистина има спас, има како да се излечиме душата, не се медикаментите само решение. И се надевам дека има и песна која лечи, има збор кој лечи и има некој кој е веројатно тука вистина за нас, доколку со искрено и отворено срце посакаме да ни го осветли и да ни помогне да си го најдеме патот до исполнет и љубовен што велиме живот. Ви благодарам за денешното гостување, да има помалку повторно ќе речам тага, како што почнавме и со песна ќе завршиме. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I'm whole again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am free again. However far away, I will always love you. However long I stay,